Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие ја гледате емисијата Правда и неправда. Тема на вечерашнава емисија се свиркачите. Во светот ги нарекуваат whistleblowers, што дословно значи свиркачи. Македонија го усвои терминот укажувачи. Но без оглед како се нарекуваат, оние луѓе кои што со добра волја и заради заштита на јавниот интерес решаваат да откријат незаконитости во функционирањето и работата на компанијата или институцијата во која што работат, дури и по цена на сопствениот живот, свиркачите не се особено популарни на Балканот, особено не во Македонија. Ова го покажа минатогодишното истражување на регионалниот совет со седиште во Сараево, кој што спроведе анкета во 7 земји со близу 7.000 испитаници. Македонија во оваа анкета беше на дното на земјите според својот однос кон укажувачите или свиркачите. Според ова истражување, секој трети испитаник во Македонија смета дека граѓаните не треба да пријават криминал или корупција, бидејќи тоа е работа на институциите, а дека укажувачите или свиркачите треба да се казнуваат. И покрај тоа што Македонија има еден од најсеопфатните закони за свиркачи или укажувачи, сепак нашата земја покажува најмала поддршка на оваа категорија граѓани. Зошто е тоа така? Разговараме со моите вечерашни гости. Ана Делева Јаневска, извршен директор на Транспарентност Македонија. Добро дојде. И Ѓорѓи Лазаревски, поранешен вработен во УБК и еден од најпознатите македонски свиркачи, кој што заедно со својот колега Звонко Костовски ја откривте аферата со масовното прислушување. Добро дојдов. Благодарам. Одамна се подготвуваме и се договараме да бидете мои гости во оваа емисија и во овај формат, но пред да почнеме со разговорот, јас ќе ве замолам да ја погледнеме изјавата од специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, снимена минатата година за време на одржувањето на Меѓународниот ден на укажувачи во Скопје и пораките кои што таа ги упати тогаш. Да погледнем. Режија ве молам изјавата од Јанева. Работа е многу специфична и законот за свиркачите како таков е многу важен за нашата работа и да биде правилно имплементиран во Република Македонија. Од овој аспект и во оваа прилика ќе потенцирам дека специјалното јавно обвинителство во континуитет укажува на потребата од имплементација на препораките на Венецијанската комисија во однос на Законот за заштита на приватноста и Законот за заштита на укажувачите заради проблемите во работените кои се соочуваме постојано, а токму заради недоследностите во наведените законски решенија. И покрај тоа што ние во континуитет ги охрабруваме граѓаните да соработуваат со нас во постапките кои ги водиме, разбирливо е дека соработката оди тешко заради присутниот страв од можните последици и реперкусии кои овие граѓани би им можеле да ги имаат по себе и своите најблиски. Сепак, и покрај тоа сметам дека сите ние, одговорни институции, граѓанскиот сектор и медиумите, имаме обврска да им покажеме на укажувачите дека представуваат една од клучните алатки за борба против сите форми на корупција и различните злоупотреби од страна на високи функционери. На овој начин ќе ги поттикнеме граѓаните кои се свесни за злоупотребите и корупцијата, но се чувствуваат несигурни, загрижени за последиците и реперкусии со кои тие и нивните семејства може да се соочат да проговорат. Несомнено е дека донесување на одлуката да се истапи отворено и да се пријави коруптивно однесување не представува лесен процес, уште повеќе заради недостатокот на доверба дека институциите на системот на овие лица ќе им овозможат соодветна заштита. Ана, нема да ми забележите ако почнам со Лазаревски. Нема никаков проблем.
А во контекст на изјавата на господјата Јанева, господин Лазаревски се почна со масовното прислушување. Практично во моментот кога вие се решивте да ја откриете аферата и мега скандал со прислушувањето. Потоа дојде и формирањето на специјалното јавно обвинителство и веќе останатото историја. Кажете ми од оваа дистанца кога ги гледате овие снимки, како ви изгледаат работите? Пред 3 години на митинг тогашната опозиција ви испрати со аплауз, ве славеа како хероите на Македонија. Сега имам чувство, бидејќи во последно време се почесто ја раскажувате вашата приказна, како да се чувствува една горчина во вашето искажување. Предпоставувам не се каевте за тоа што го направивте пред 3 години. Меѓутоа, да ја раскажеме уште еднаш накратко вашата приказна. Поточно како се почна? Видете, значи, това не е почнато пред 3 години, почнато е пред 2000... како идеја пред 12 години. Да. Во тоа време вие работевте во УБК. Јас во 2006 година доживеав едно разочарувачко, како да речам, деградирање во службата и покрај тоа што претходно преку 17 години константно напредував и имав третман на експерт и навистина допринесував службата да функционира безпрекорно, барем колку што можев. И кога дојде до тоа моје деградирање, сакав да се докажам максимално, но истовремено и мониторирав како се спроведува, да речам, како се практикува водењето на безбедносната служба откако јас бев деградиран. И во кој момент почувствувавте дека се злоупотребува системот? Па, добро, значи, првата цел ми беше исклучиво да се докажам дека тоа што сум експерт и навистина со многу голема енергија прифатив да работам на многу пониска позиција, но тоа беше предизвик, се вратив на класичното инженерство и мислам дека бев многу успешен и тоа беше и приметено дека навистина добро го правам. Но истовремено и наблюдував дали навистина сите тие заложби тогашни се спроведуваат како што треба и дали принципиелно се спроведува власта, дали случајно се злоупотребува нешто. За жал, многу индикации ми покажаа дека службата се злоупотребува. Јас сето тоа внимателно го наблюдував и во 2008 година за прв пат конкретни докази добив дека тоа се случува, а во 2010 се договоривме со мојот колега да почнеме да обезбедуваме доказен материјал. По тоа време не постоеше законот за укажувачи. Дали размислувавте и разговаравте со Звонко Костовски кому да му ги кажете вашите сознања? Прво што направивме беше одлуката да се сочува нешто од тоа што го имаме како доказ. На кој начин ги обезбедувавте доказите? Чи првиот доказ јас сам го обезбедив кога во времето кога се правеше промена на системот, јас успеав да обезбедам што све се случувало пред крајот на 2008 година, додека се уште не постоеше законот за следење на комуникации и бе фрапиран од обемот и од содржината на тие, да речам, таргети кои што ги одбрала службата. Значи да појасниме, тоа не беа таргети побарани со судски налог за специјални истражни мерки. До тој период, додека не се донесе законот во 2008, всушност не постоеше законска одредба со која што оваа област се регулира.
Но тоа не значи дека не постоја некои системи кои што може да се користат оперативно за потребите на безбедноста на државата, затоа што сепак безбедноста на државата е исто уставна обврска на секоја Што беше мотивот што ве потикна да влезете во една таква авантура, по многу нешта ризична? Па, значи неправдата пред се и тоа што бев загрижен што се случува со нашето општество. Баш во тој период веќе почнавме. Во тој момент имавте чувство дека масовно се преслушува? Па не, значи тоа што јас го видов со своји очи секако ме увери дека е така, но исто не ми се допаѓаше како се одвиваат процесите во општеството и тоа што беше ветувано дека ќе биде некоја преродба, полека се претвараше во авторитативен систем и тоа се кулминираше во моментот кога се затвори А1 телевизија и кога брутално беа осудени за некои финансиски малверзации, еден голем број на луѓе кои што според мене за финансиски малверзации не знам дали е побитно да се вратат парите или е побитно да се осудат на долгогодишни затворски казни. Што беше клучно, ке ме извиниш, Ана, меѓутоа ова ни е многу битно оваа приказна, макар што на јавноста во еден дел е добро позната и во новинарските кругови денови ја раскажавте во детали на една работилница што ја организираше Транспарентност Македонија. Меѓутоа би сакала да им дадеме вака малку појасна слика на граѓаните. Како дојдовте до тоа да стапите во контакт со Зоран Верушевски и на некој начин да го вклучите во целата оваа операција за обезбедување на бомбите или нелегално прислушуваните материјали? Значи, ние навистина бевме свесни дека доказите мора да се зачуваат, но доказите сами по себе не значат ништо доколку не бидат правилно третирани и употребени за да некој одговара. Така да почнавме да размислуваме кому треба да пријавиме, и со обзир дека бевме во УБК и дека сметавме дека злоупотребите се вршат во врвот на УБК, размислувањето природно не однесе кон некој поранешен директор на УБК кој што би можел. Значи за вас не имаше сомневање дека се тоа странски служби, жолти комбиња? Па видете, се збориме за 2010 година. Значи, ова е дефинитивно иницијатива од мене и Звонко. Значи, како граѓани кои што ете на некој начин не граѓани, службеници, експерти кои што доживеале претходно една голема афера во службата и еден вид на злоупотреба кој што беше обелоденет во 2000-та и не сакавме да ни се повтори нешто такво. Во времето кога се случи големото ово, вие работевте тогаш да, во службата. Да, и јас и Звонко, да. И Звонко. И можеби тогаш имавме и несоодветна реакција на службите. Ако се подсетиме, тоа беше и време кога започна конфликтот, па можеби некои работи останаа во втор план и не беа до крај разрешени. Претпоставувам сега мотивот беше да не се повтори некоја нова афера циклично после неколку години. Значи ние тогаш не можевме да направиме ништо за да не се случи такво нешто и тогаш бевме изненадени кога свативме што се случува. Но некое чувство дека можеби сме можеле да спречиме такво нешто да се случи, а не сме го сториле тоа. Остана барем кај мене како тежина и овој пат кога видов дека се повторува нешто слично, немав дилема дека навистина сакам тоа да го документирам и да го обелоденам, а за среќа и мојот колега Звонко размислуваше исто така.
Да. Дали во тоа време размислувавте која е првата адреса на која што треба да ги кажете вашите сознанија? Тргнавме наназад по некоја логика кои биле претходни директори на службата. Од тоа, тие сознанија што ги имавме, знаевме дека последниот директор беше еден од најследените личности и не беше соодветно ако веќе пристапуваме некому и кога знаеме дека тој човек го следат, не беше соодветно баш нему да му се обратиме. И затоа се одлучивте за Зоран отидовме наназад и со систем на елиминации стасавме до личност која што сметаме и ден денеска дека е извонреден професионалец и познавач на работите и на некој начин и непартиска личност, затоа што и покрај тоа што бил директор на службата, ете на некој начин беше сменет пред време и сметавме дека тоа му е додатен адут да му ја поклониме нашата доверба. Така, потоа побаравте средба и во МВР. Значи, ние долго време ги собиравме материјалите. Колку време собиравте материјалите? 3 години. 3 години. Се до мојата оставка, која што се случи во октомври 2013 година, се собираа материјалите. Рековте дека дадовте оставка за да ги обезбедите доказите. Па значи јас добив одредена закана која што проценив дека е блеф. Од чија страна закана? Закана од актуелното раководство тогаш дека треба да ја напуштам службата, инаку ќе ми се случи нешто лошо. И покрај тоа што сметав дека се работи за блеф, заеднички донесовме одлука дека не смеам да останам и да ги водам очите и дека е паметно да се повлечам, што јас и го сторив и не се кајам. И потоа полека чекав разрешница, бидејќи значи ние кога го одбравме господинот Верушевски да го работиме ова заедно, му ги предадовме, да речеме, му ја предадовме одговорноста нему за да одлучи која ќе биде понатаму судбината на доказниот материјал, а бевме сигурни дека тој нема да се откаже и дека ќе најде начин тоа да го пласира во јавноста и да од тоа искочат правни разрешници. Дали во тоа време го познававте Зоран Заев? Не, до ден денеска не го познавам, едино што сме се виделе бидејќи бевме обвинети во ист предмет пуч. Да, и потоа наместо има една анегдота, Ана, ти се занимаваш со оваа проблематика и сигурно си ја слушнала. Свиркачите во светската литература ги споредуваат со канаринците. Не сум слушнала. Да. Тоа е рударска приказна. Да, тоа е рударска приказна. Велат дека канаринците имаат моќ кога ќе влезат во рударското окно да го осетат мирисот на гасот. На отровниот газ. На отровниот газ и тоа им служи на рударите потоа да го отстранат проблемот. За жал, канаринците најчесто умираат кога ќе најдат на отровни гасови. Меѓутоа, од оваа дистанца, кога го гледаш сето ова што се случува, предпоставувам дека некои работи ти се нормални, бидејќи како човек кој што работи на корупција и на заштита на човековите права, ќе беше чудно една таква афера од толкав обем да остане неразрешена. Така, значи, најпрво да кажам дека законот беше донесен во 2015 година, вие спомнавте во 2010, меѓутоа почна да се применува од 2016 година, 18 март.
Колку овој случај на некој начин го предизвика? Овој случај го предизвика донесувањето на законот, бидејќи тогаш се случи, како се сеќавате, и Пржинскиот договор, кој што преку Пржинскиот договор беше и еден услов да се донесе еден ваков закон за да се заврши таа некоја алатка, да се заврши тој некој ланец, односно тоа е една од кариките во ланецот за борба против корупција, за спречување на корупцијата. Ние како Транспарентност Македонија долго време размислувавме на пишување на ваква анализа, на подигнување на јавната свест во Македонија дека навистина е потребен еден ваков закон да се донесе во Македонија, а овој случај е благодарение на овој случај и во така брз период, во така брзо време и се донесе законот. Законот беше донесен заедно со Законот за заштита на податоци, комплементарни, се најде и во извештајот. Многу индикативен насловот на вашата анализа и верувам дека не е случаен. Гласи непрекинат молк. Така. Непрекинат. Зошто ваков наслов избравте? Па непрекинат молк со тоа што не е во заграда. За жал, законот е добар, добро е оценет и од самата Венецијанска комисија, меѓутоа како и други закони, така и овој закон не само во Македонија, туку и во многу други земји во светот, не секогаш се применува. Дословно. Најпрво да објасниме која е целта на законот и кој може да биде укажувач. Така, целта на законот е да се заштитат сите оние, не само луѓе кои што сметаат дека има корупција во институција, туку и луѓе кои што сметаат дека јавниот интерес на граѓаните е попречен, односно тука доаѓа и доколку нешто се случи за загадување, за животна средина. И тогаш луѓето кои што ќе пронедат нешто во самата институција ќе дознаат, тоа треба да го пријават во самата институција. Меѓутоа во законот се опфатени и приватни лица, односно не се извинувам, не приватни лица, туку правни лица со вработени над 10 луѓе. И сите тие треба да имаат лица назначени, каде што секој од институцијата кога ќе дознае за некое коруптивно дело или за некоја информација која што штети на јавниот интерес, треба да го пријави во самата институција. Звонко, предпоставувам, вие сте го виделе законот и сте го прочитале, затоа што и лично сте повеќе пати. Како гледате на законот? Кои се неговите добри и лоши страни? Јас кажав дека законот е тешко применлив и евалуацијата која што беше спомната укажува 0 пријавени случаи. Значи за повеќе од 2 години нема ниту еден пријавен укажувач кој што поверал заштита. Не е мотивирачки. Така, не е мотивирачки. Кажете ми, каква заштита му се пружа на укажувачот и дали воопшто се доволни тие заштити кои што постојат во законот? Јас мислам дека укажувачот можеби ќе биде и заштитен, но доказите кои што ги обезбедува, ја не гледам дека на некој начин ќе бидат заштитени. Тоа е според мене најголемата мана на овој закон. Во моментот кога ќе се пријави, не е дефинирано дека треба веднаш да се реагира, да се влезе во таа институција, да се провери дали е тоа така. Туку само заштита на укажувачот, а не акција кон за заштита на доказите, тие што тоа го прават. Предпоставувам кога тоа го велите, тргнувате од вашето лично искуство, затоа што во моментот кога вие го пријавивте случајот, доказите веќе беа уништени и не су вашите беа на сигурно, меѓутоа со оглед на тоа што имаме предмет на специјалното обвинителство кое што токму се занимава со уништувањето на опремата, очигледно некој бил побрз и во тој меѓупериод пробал да ги уништи доказите. Видете сега, тука јас главната замерка ја гледам кон обвинителството.
Обвинителството во истиот Како момент... реагираше во тој момент обвинителството, кога вие го раскажавте овој случај? Обвинителството воопшто не сакаше да ја разгледува опцијата, која што ние ја пријавивме, дека нелегалното тонско снимање го вршело МВР во долг период и дека ние за тоа обезбедивме докази. Веднаш отидоа во правецот на некоја налудничава одбрана од самата служба, дека службата била злоупотребена од страна на вработени и тоа во долг временски период. Дали е тоа воопшто можно? Па Службата да биде злоупотребена? И да била злоупотребена, зашто веднаш не поднесоа оставки тие луѓе кои што дозволиле да биде службата злоупотребена. Зашто уште долго време останаа на истите тие позиции и правеа тоа што правеа, како што гледате, направиле уништување на систем. Така, на системот. И тука, значи, обвинителството не може никако да се ослободи од директна вина, зашто не се расчисти случајот веднаш кога ние го пријавивме. Да не биде разбрано тоа многу флуидно и општо кога зборуваме обвинителство. Сепак обвинителството 200 луѓе има. Предпоставувам мислите на обвинителот Златко Биковски. Не на целата хиерархија. Тој има свој шеф и неговиот шеф има шеф. Така. И тие се тројца обвинители кои што се комплетно независни од власта. А ние во случајот добивме обвинение од премиерот на државата. На пресконференција. Моje мислење дека веде обвинител во случајот беше премиерот. Институцијата која што ја направи злоупотребата беше УБК. И сите тие беа во некаква врска на непотизам. Кажете ми, дали очекувавте кога почна со работа специјалното јавно обвинителство дека еден крак на одговорноста ќе води кон нивните колеги обвинители кои што не презеле некои обврски за кои што биле должни да ги презедат според закон? Па, прво очекував да се расчисти се и како што гледам, обвинителството си е на прав пат. А откако ќе се расчистат одредени случаи, како што се ете Таргет и Тврдина, сигурен сум дека следниот чекор ќе биде одговорноста на тие што дозволиле тоа да се случи. Ана, прашање и за тебе и за Лазаревски. Не е ли малку чуден и спорен членот 24 во законот за заштита на укажувачи, кој што на некој начин ги елиминира оние од кои што почна целата афера со прислушувањето, бидејќи се исклучени со законот? Добро, тие во самиот закон за заштита на прислушуваните разговори се повикува сепак оној закон на приватност и дека заштита на овие лица кои што опет во тој период ги извадиле разговорите, снимените материјали, институција каде што треба да се обратат, односно институција која што треба да ги заштити е специјалното јавно обвинителство, што сметам дека за сега добро си ја врши својата работа. Инаку има и други спорни работи во самиот закон, не е само тој член, да речеме, она што се наведува за санкциите, бидејќи доколку лицето каде што сте го пријавиле, односно вие сте укажувач, а лицето за каде што сте го пријавиле делото, е тоа лице го обелодени вашиот идентитет, тогаш тој само се казнува со глоба, а не се со парична глоба, а нема да одговара кривично. Исто недоследности во самиот закон се и нејасноти се каде оние лица кога ќе ги поминат сите тие филтри
каде што можат да пријават, која е таа институција следна каде што треба да се обратат, и законот наведува многу институции, како Државната антикорупцијска комисија, така МВР, обвинителство, Народниот правобранител, и пишува во самиот закон и други, што сметаме дека треба да се ограничи на помал број, односно сметаме дека главна улога во законот, односно во пријавувањето, треба да одигрува Државната комисија за спречување на корупција. Во моментот каква е улогата на Државната комисија? Во контекст на законот? Да, последен контакт на последната работилница имаше вработен од комисијата како предавач на самата работилница, кој што кажа дека тие ги исполнуваат своите обврски кон законот, односно бараат од самите институции да поднесуваат извештај. За жал, до сега ниту една институција нема пријавено дека некој во самата институција пријавил дека постои укажувач. Ако се има предвид дека едва и 100 институции доставиле извештај за овие 2 години до Државната комисија за спречување на корупција, за какви ефекти можеме да зборуваме на законот, кога тие од една страна ни законската обврска институциите не ја исполнуваат да достават извештај, а камоли пак да одиме чекор натаму да се влезе во операција на заштита на укажувач. Не знам, тоа е природна реакција на институциите. Навистина е тешко секоја организација да биде така организирана, вклучувајќи ги и приватните организации со 10 вработени, за да направат хипотетичка ситуација дека можеби некој ќе пријави незаконитост. Идејата на сите институции и на фирми е да работат законито и не треба да се поаѓа од тоа дека ќе се работи незаконито. Баш меѓу 10 луѓе, кому да пријавите? Тие 10 луѓе сите се познаваат меѓу себе. Како да пријавите дека пола од нив вршат криминал, другите не вршат? Да, и на кој начин да се обезбеди доверливоста на постапката? Затоа што законот, Ана, бара да се определи едно лице? Да, бара да се определи едно лице кое што има завршено соодветно образование, односно од областа на правото, економијата или на безбедноста, и тоа лице исто така треба да го поседува безбедносниот сертификат. Но не сметате ли дека премногу голем товар се става на тоа лице, бидејќи тоа лице треба да процени колку тие докази или информации се доволни за да може некој да добие третман на укажувач и да се проследи целата постапка натаму? Па добро, тоа затоа ги има и другите институции, затоа ја наведуваме Државната комисија за спречување на корупција, која што треба да ја одигра главната улога. Значи, тоа лице да се обиде во соработка и самата комисија, и во самиот закон стои дека тие треба да вршат некакви си обуки на оние лица кои што се назначени од самата институција каде што треба да пријавуваат. Да, меѓутоа обсегот на обуки во моментов е минимален. Е минимален, за жал, да. Ја тоа го потенцирав. Значи, тоа лице има ингеренција да го заштити укажувачот и веројатно ќе го заштити. Но не заштитува ништо друго. Значи, тоа лице во извесен период може да го задржува укажувачот, а во меѓувреме некој да ги избрише доказите. Така. А потоа дури има и кривична одговорност за укажувачот дека дал лажна информација. Па на крајот на грешата, ако ги избрише некој доказите, уште укажувачот ќе си одговара кривично. Да. Кажете ми, Ѓорѓи, каде ги гледате вие причините што нема мотив кај граѓаните да укажуваат на криминал и корупција? Во едукацијата, веројатно, тоа го нагласи и представникот на ДКСК. Јас баш му укажав како може да се жалат дека граѓаните не се доволно информирани, што направиле да ги информираат граѓаните и дали еве претходните укажувачи ги употребиле во некоја кампања за да се каже биди укажувач. Него
претходните укажувачи како да не постојат, се комплетно игнорирани. Дали и тоа што вам ви се случува во моментот и на вашиот колега Звонко Костовски може да делува и дестимулативно на укажувачите, бидејќи ако вие кои што откривте толкава афера и во еден момент од тогашната опозиција бевте прогласени за херои и добивте на партиски митинг овации, сега и после 3 години, ако се има во вид дека вие се уште не сте добиле сатисфакција и не сте вратени на работното место, а вашиот колега не му е до крај завршена и правната битка, да, може би и тоа на некој начин делува дестимулативно. Па таа деве на крајот на грижтата, веројатно за нас треба да се грижи лицето на кое што сме му пријавиле. Имате ли вие контакти со Зоран Милошевски? Од 3 месеци од како излеговме од притворот, тоа ни е последниот контакт, на вистина беше одлична. Се гледавме, се среќававме, разговаравме. И од тогаш прекинаа сите контакти, не објаснива и не сме се виделе веќе никогаш. Значи се случи промена на власта, која што во голема мерка се темелеше токму и на сознанието за масовно прекршување на човековите права и на бомбите кои што вие ги обезбедите. Се чувствувате ли малку измамени и разочарени од сегашната владеачка гарнитура? Дека на некој начин бевте искористени во политички цели, а потоа и заборавени? Значи, кога тргнав во ова, јас не сакав никаква добивка за себе, освен слободата, во смисол да завладее законот и да владеат правилата и професионалците да можат да си ја вршат својата работа без да имаат партиски влијанија врз себе. И од тој аспект дека една семојкна власт која буквално можеше да прави што сака, да затвара огромни телевизии, да прави процеси од 100 обвинети во исто време и сите да бидат осудени и сите да добијат притвор. Една таква несигурност владееше во нашето општество, што сега, откако сето тоа спласна и се сруши, јас како граѓанин не можам да бидам незадоволен и воопшто не сум незадоволен. А тоа што се случи со мене, како, например, јас ја дадов оставката за да ги заштитам бомбите. Бомбите ја завршија својата работа. Мислам дека се тие дел од македонската историја и секогаш ќе останат така. И како пример на едно безумно владење. Се во најмала рака, логично беше да се очекува дека барем тоа што е загубено може да се надокнади. Сега за сега ништо од тоа не е надокнадено и не е важно. Ви недостасува неколку месеци до пензија. Па да, јас ако 3 месеци, сега што правите во моментот? Со што се занимавате? Значи, јас имам моите, да речам, приходи се обезбедени од приватен бизнис во моето семејство. Јас сум таму пријавен, вршам ситни информатички услуги и се обидувам да најдам некоја работа на страна, исто во областа на информатиката и телекомуникациите, и моментално имам договор на 1 година за вршење на функција самостоен менаџер на информатичко-комуникационен систем. Имате ли контакти со Костовски? И зошто тој цело ова време реши да молчи? Денеска баш се видовме, пред да дојдам тука. Добро е расположен, загрижен е нешто татко му има проблеми со здравието, веќе и старе во години, над 80. И така се видовме, одлично е расположен и мислам дека и кај него траумите полека завршуваат, но тоа што највеќе ме радува е што двајцата делиме нескриено задоволство
од ефектите што нашето делување ги постигна и доколку пак бидеме прашани дали би го направила ово истото, би го направила и веројатно би го направила и со истиот човек. Да, Ана, дали вие кога би биле во позиција да пријавите корупција и криминал во сопствената институција, а и не мора во сопствената институција, бидејќи законот дава и можности ако сте корисник на некои услуги? Би пријавиле корупција со оваа законска регулатива, со ова искуство? Невладините организации, медиумите не се опфатени со законот. Така да ние не можеме да, иако сме правно лице во Централен регистар, сепак ние не сме опфатени со законот, меѓутоа, доколку работам во институција, мислам, не мислам, туку 100% сум сигурна дека ќе го сторам истото како што го сторила и Ѓорги. Иако е потребна храброст, иако е потребна жртва, како себе си, така и семејството, сметам дека за да се промени едно општество, потребни се и такви луѓе. Колку за нефункционирањето на законот има влијание и нашата традиција на некој начин и менталниот склоп на македонецот? Имам чувство дека како да сакаме некој друг да ни ја заврши работата за многу други прашања, па дури и за ова. Па добро, еве, нивниот пример не е баш така дека некој друг ќе ни ја заврши работата, сепак некогаш и сами си ја завршуваме работата, меѓутоа кога станува збор за укажувачи, мора да знаеме дека не само во Македонија е тоа случај, туку и во светски рамки укажувачите не секогаш се заштитени од сопствените држави. Тука не можете да не го спомнам Сноуден, не може да не се споменат и лицата кои што беа во аферата LuxLeaks, Асанж исто така, никој од тие не се заштитени од сопствените држави и се насекаде во светот. Откривањето на аферата со панамските документи. Така, откривањето, со панамските документи, крупни случаи. Крупни случаи, што значи дека тие дилеми тие дилеми на меѓународна основа веќе постојат и не се никоја специфика. Така, не е само во Македонија. Меѓутоа, добро, тоа во Европа самиот Европски суд за човекови права повикува дека укажувачите треба да бидат заштитени и да добиваат признание и од своите држави, а не само како што е случај од невладините организации во своите држави, бидејќи знаеме лицата што се мешани, која што е обелоденија аферата LuxLeaks, дека тие имаат признание добиено од невладина организација, исто така и Ѓорги. Вие добивте, Ѓорги, со Костовски регионално признание. Па не регионално, од европски организации, не само од Југоисточна Европа, него и Организација за заштита на правата на укажувачите на Колку тоа ви е европско ниво. сатисфакција, да кажеме, може би на некој начин државата ви заборави, меѓутоа... Тоа е огромна сатисфакција. Јас сум пресреќен и заедно што сме носители со Звонко. Исто сум пресреќен што бевме меѓу 5 укажувачи на европско ниво, наградата од Европскиот парламент. Бевме номинирани од Транспарентност. И тоа беше не само транспарентност, те се заблагодарам на Слажена Тасева, што не номинира. Исто и новинарите Жанета Скерлев и Синиша Станковиќ и уште представник на овие организациите што ни ја дадоа наградата во Приштина. И тоа интересно беше тоа како што ја покажавте минатата година во Скопје бил тој настан за меѓународниот ден на укажувачи. Овој пат во Приштина се одржа и таму Марк Уорд, председателот на една од тие организации, исто така не пријави. Значи, од 3 места имавме номинација и во таа конкуренција изузетна, презадоволни сме што се случи тоа, а инаку, како куриозитет, значи, од наградата што е наименувана за малтешката новинарка Дафне, која што е убиена пред известно време, во септември, словачкиот представник и неговата девојка
исто се убиени. Значи од 8 луѓе што беа инволвирани, 3 се мртви. Тоа укажува колкав е голем Да. ризикот за пријавување на... Да, и представничката на жирито од Франција, тоа и го истакна и се расплака. Рече, среќни сме што сме живи. И баш тоа ми остави впечаток, што рече, значи немојте да го напаѓате тој што ја пренесува пораката, туку погледнете ја пораката. Значи, ние ги дадовме доказите, не сме ние криви што сме ги обезбедиле доказите. Доказите се пораката. А тој што ја пренел пораката, едноставно го извршил тоа што требало. Многу беше индикативна вашата изјава. Верувам, многу емотивна кога ја примавте наградата. Кога рековте дека општествата како да не сакаа да ја слушнат вистината. Да, И вистината за оние кои што ја принесуваат. И премногу долго трае тој процес да се излечат раните што свиркачите ги добиваат. Намерно долго трае, не можам да разберам зошто. А толку едноставно да се излечат раните, барем со едно такво признание како што беше тоа во Приштина или некој да се поздрави со вас и да ви рече благодарам. Но јас тоа го доживувам секојдневно по улиците. Ме Вие среќаваат луѓе добивате признание во овој момент повеќе од граѓаните, од граѓаните и од представниците политиката. на шарената револуција, На шарената револуција, на да. која што сум горд. Да. Јас знам дека тоа е болен период. Меѓутоа, како сето тоа го доживеа вашето семејство? И дали вие, се извинувам, им објаснивте каков ризик влегувате? Значи, јас се надевав дека никогаш нема да ги донесам во ризик и навистина така неризично ја теравме целата работа. Но на крајот оставката беше дел од таа стратегија за да не ги донесеме во ризик. Но во моментот кога почна обелоденувањето на бомбите од септември 2014, тогаш навистина бевме во ризик, и јас и Звонко. И сето тоа траеше додека не отидовме и пријавивме директно, што рече еден новинар во устата на волкот, право таму и рековме дека ние ги обезбедивме доказите и дека нема никаква потреба да обвинуваат за нешто што како шпионажа или дека е ова типичен домашен производ македонски. Спогодбата што ја подпиша вашиот колега Кустовски, потоа беше искористена да се мафта во јавноста со тоа како еден вид признание. Значи, таа спогодба на Звонко, според мене, беше најгениалниот потек што Звонко го направи и јас сум горд на него. Алтернативите... Зошто вие не подпишавте таква спогодба? И јас прифатив да имам спогодба, само што ја одбив пред суд. И пред судија, таа не е конечна додека не ја верифицира судот. И јас тоа го направив за да имаме две спогодби како доказ за нелегално работење на обвинителството во тој момент, а на Звонко спогодбата и нашето пријавување беа клучни во извештајот на Прибе и јас откако го прочитав извештајот на Прибе, што беше во мај. Значи јас бев тогаш веќе сигурен дека ние сме слободни луѓе и дека е само прашање на време кога вистината ќе излезе, а во тој извештај лично директорот на ОБК му имаше признаено на Прибе дека снимањето се вршело во УБК и што е најважно, половина страница се однесуваше на Звонко, како е можно во таков случај од висок профил да може да се склучи спогодба без да има ни еден доказ. Значи, предуслов за спогодба е доказ. А тука беше само лично признавање. Немаше ли лично признание, тоа беше изјава срочена од обвинителството, која што Звонко ја подпишал и потоа прифатил пред суд. И тој потек, според мене,
предизвика лавина на настани и обезбеди меѓународна поддршка, што е најважно. Да. Верувам, Ана, и за вас беше изненадување изјавата на Ѓорѓи дека она што излезе во јавноста се едва и 2 до 3% од вкупниот број прислушувани материјали. Вие рековте еве и 10% нека се. Меѓутоа тоа предпоставувам уште повеќе вознемирува кога ќе се свати колкав бил тој опсек на прислушувани граѓани во државата. Па да, јас во понеделникот исто бев изненадена како и други присутни, како и останатите присутни, дека само многу мал процент е од тоа што е изнесено и сите се прашавме што се случило со останатите, дали се тие уништени или сепак некој ги поседува. И може да се случили после известно време да бидеме свидоци на некои нови бомби кои што ќе се појават. Па се може да се случи. Се е можно. Да, се е можно во Македонија. Не е ништо страшно, нека се случува. Поготово ако се работи за луѓе кои што се на важна функција. Секогаш треба тие да бидат напаѓани и никогаш не треба да се остават да се чувствуваат комотно. И не треба да се чувствуваат комотно. Лазаревски, дали сметате дека се... Само секунд, за оваа бројкава. Че официјално е објавено дека имало 5000 нелегални таргети. Така. Ако ние сме гледале околу 100 таргети, процентот ви е сосема јасен. Значи 100 во однос на 5000, не знам дали е и 3%, так. А башка ние не сме земале тоа во цел континуиран период, него колку што можело. Во тој момент, да. Кажете ми... ми... бројката од 3% е стварно прецизно кажана. Да, не е паушално кажана, да. Дали се прислушува и денес? Сигурно, ама сега сум сигурен дека законски се прислушува. Тоа и напоменав дека сега тоа е добро после овие бомби, што на никога не верувам дека некој ќе се осмели да го прави тоа, кога знае колку е казниво и колку големи последици има тоа и по власта и по сите граѓани на една држава. И мене баш ми е криво што владеачката гарнитура не го искористи нашето пријавување да расчисти со тие луѓе кои што тоа го правеле, туку проба да ги заштити. Сега замислете вие една министерка за внатрешни работи, еден министер таргет на прислушување незаконско. Да, двајца министри биле прислушувани со години и тие седат раме до раме со нив, изборат сечено, лепено, монтирано. Значи, јас тоа не можам да го разберам и за тоа ми е најмногу криво. Добија шанса да расчистат во собствените редови и тие да бидат носител на промените во нашата држава. За жал, отидоа во правец на монтиран судски процес, кој што после предизвика се што се случи во државата. Очекувате ли судска разврска на сите овие случаи и конечно да ја дознаеме целата вистина за целиот тој инженеринг што бил правен со години? Уште од самиот почеток, ние како невладини организации и во мојата организација сме повикувале дека мора да има судска разрешница. Иако тоа оди споро, јас верувам во системот и сметам дека до тоа и ќе дојде. И дека тие луѓе ќе бидат казнети. И како што кажа и Ѓорги, ова повторно уште еднаш нема да се случи. Да, за тоа е нели гаранти сега има и нов закон за ОТА, каде што се таа управа треба да се оддели од МВР. Работите се движат на подобро, меѓутоа сепак ќе треба време и системот да функционира. Колку воспанувањето на ОТА ќе помогне да се зголеми контролата на прислушување? Видете, значи целиот проблем дека во
околу ова прислушкување што е толку проблематично во Македонија, а е потребно заради безбедноста. Тоа е да не се разбере погрешно дека некој е против прислушување. Мора да постои за да се зачува безбедноста на државата, бидејќи тоа е поважно во одредени случаи од правата на граѓаните, а и обратно. Некогаш правата на граѓаните се поважни од безбедноста на државата, какви да бидат последиците. Така, меѓутоа тоа треба да биде со судски налог. Грешката е направена со уставот прв на Република Македонија, кај што е дозволено само отварање на писма, а не е дозволено следење на комуникации, и потоа тоа постоело и се правело, а не било регулирано. Кога нешто не е регулирано, е склоно на злоупотреби, и сите тие девијации се настанати заради тоа, а капа на се е што во претходната држава само државната безбедност можела да одлучува за следењето комуникации и се правила само кога е во интерес на државна безбедност, дури и за обичниот криминал. Значи, тој континуитет на притисокот на државната безбедност врз прислушкувањето е тој кој што предизвика да не може да се регулира соодветно оваа област. Јас искрено се надевам дека издвојувањето во посебна агенција ќе помогне, бидејќи ота сега треба да биде пред се нотаријат за мерките што се превземени. Значи, тоа треба да се запише и во ниеден случај да не се избрише, да се знае ако бил некој слушан, да се знае од тогаш до тогаш бил слушан. И точка. По мене, таа евиденција и форензички докази кои што ота ќе се ги чува позади себе за сите активности што ќе ги превземе, се клучни како гаранција дека државата ќе функционира како што треба. Колку цивилниот сектор може тука да помогне во контролата на безбедносните служби? Добро, да се сепак не може секој да влезе таму и да направи контрола, сепак треба да има безбедносни сертификати, како тоа ќе биде уредено и како е уредено во законот, јас не знам, не сум запознаена. И сметам дека не треба секој кој што ќе сака и макар извадил безбедносен сертификат да влезе току така и да направи. Тоа е сепак многу чувствителна тоа е сепак чувствителна сфера и сепак треба да се почитуваат законите и начинот на кој што треба тоа да биде контролирано. Јас ви благодарам за денешното учество во емисијата. Тоа е се за вечерва, драги гледачи. Останете со програмата на 1 ТВ. Се гледаме за 7 час, за 7 дена на истото место и во истото време, четврток 20:30 часот. Довидување.